Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Бројките на жртви на семејно насилство се поголеми затоа што дел од жртвите се плашат да пријават, велат од Сдруженијето Женски форум од Тетово. Покрај Женскиот форум, од денеска во Тетово функционира и Женски центар за поддршка на жртвите на семејно насилство. Донаторска акција за собирање пакетчиња и подароци за дечињата од Дневен центар Гостивар. Полицијата регистрирала 42 кривични дела во врска со семејно насилство извршено врз жени на Тетовско-Гостиварското подрачје. Од Сдруженијето Женски форум велат дека бројките се поголеми затоа што дел од жртвите се плашат да пријават. Кампањата 16 дена активизам против родово базираното насилство се спроведува со цел да се подигне свеста во општеството за жртвите да ги пријавуваат насилниците и да бараат помош. Физички ја нападнал сопругата и го одзел телефонот и парите. Ја повредил поранешната вереница, нанесувајќи нагмечување, скршеници и потрес на мозок. Насилството врз жените во последниве години станува се почесто. За 9 месеца се регистрирани вкупно 42 кривични дела во врска со семејно насилство извршено врз жени на подрачјето на СВР Тетово. Поради нарушени односи, психички растројства и пороци, најчесто психички и физички малтретирани се сопругите. Од 42 жртви на семејно насилство, дури 36 биле сопруги, поранешни сопруги и невенчани сопруги, 4 мајки и 2 други женски лица. Најчести причини за ваквиот вид насилство и годинава се нарушените односи во семејството, психичките, односно нервните растројства, алкохолот, дрогата и другите пороци. Сите сторители инволвирани во овие 42 кривични дела во периодот за кој станува збор се лишени од слобода и против нив изготвени се соодветни поднесоци до основните јавни обвинителства во Тетово и Гостивар. Пандемијата го зголеми бројот на ваквите случаи, но дел од жените се уште кријат. Ова го покажува досегашното искуство на Сдруженијето Женски форум, кој работи на оваа проблематика од 2002 година. Единственото место каде жртвите од Полошко можат да побараат бесплатна правна и психолошка помош. Женски форум може да се пофали со многу успешни приказни. Морам да почнам со амбициозниот проект кој основачот на Сдруженијето Женски форум, господјата Џане Крешова, го започна со самото формирање на Сдруженијето. Во почетокот, нормално како и секој друг почеток, беше тешко, беше се уште непознаница семејното насилство. Жените, а и воопшто граѓаните од нашава држава, не беа свесни дека тоа е нешто кое треба да добие третман на кривично дело, нешто кое треба да се санкционира. До сега низ нашиот центар поминале неколку стотини жени, можеби над 600, кои соодветно биле третирани, го добиле она што како услуга ние го нудиме и кое го промовираме преку сите промотивни материјали, флаери, и се она што придонесува да ги приближиме нашите услуги до корисниците. Сега, последниве години, особено во време на пандемија, навистина дојде до можеби зголемување на бројот на жртви на семејно насилство, меѓутоа пријавувањето не беше зголемено како бројка. Ова се должи на основа на она што ние преку анкети, преку промоција на проектни активности сме го дознале од жените жртви кои дошле, се должи на фактот што во време на пандемија сите дома бевме затворени, стравот од пријавување и последиците од пријавувањето на семејното насилство беа поголеми од желбата и од можноста истото да се пријави, да се процесира
и насилникот да добие соодветна казна. Тоа што Полошкиот регион нема шелтер центар представува дополнително отежнување. Во ова време на пандемија, во недостаток на простор, односно шелтер центар, каде што привремено би можеле жените да се згрижат, ние останавме, односно жртвите останаа препуштени на милост и немилост на она што се случува во семејството, неможноста од финансиски, односно економски причини, да ја напуштат семејната заедница, од традиционалните односи кои владеат не само кај нас, туку воопшто секаде во светот, мислам, дека и покрај се што се случува, мора да остане жената во семејството, мора да остане со децата, мора да остане со сопругот, значи тие традиционални верувања, потоа срам од околината. Кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство има цел да ја подигне општествената свест и да поттикне на размислување за индивидуалниот и колективниот придонес во борбата за спречување на родовото базирано насилство, а се случува секоја година во текот на 16 дена во периодот помеѓу 25 ноември, меѓународниот ден за елиминација на насилството против жените, и 10 декември, Меѓународниот ден на човековите права. Од денес во Тетово почнува да функционира женскиот центар за поддршка, место каде што покрај женскиот форум кој досега нудеше помош, жртвите на родово базираното насилство ќе може да бидат корисници на услуги од психолог, социјална работничка, правна и кариерна советничка. Отворањето официјално беше започнато со панел дискусија во општинската сала при општина Тетово. Ќе дава специјализирани услуги за сите жени кои ќе бидат наши кориснички. Ние сме тука да ги поддржиме и да ги охрабриме тие да стават крај на тоа што трпеа досега. Во овој центар ќе се дават бесплатни услуги на психолошка поддршка, социјален работник и правни помош, исто така и кариерно советување додека има потреба да се реинтегрира повторно во општеството. Од анализите или истражувањето што ги направува национална мрежа, гледаме дека тука кај нас насилството е доста присутна и тоа после ковид пандемијата уште повеќе и поинтензивно, и затоа е многу потребна ова услуга веќе да почнува да функционира и да ги услужува корисничките. Во Тетово е отворен прво затоа што Тетово и Гостивар се двата поголеми градови во Полошки регион. Кога се отвара ваков сервис, пожелно е да биде отворен во поголем град заради поголемиот број на кориснички. Секако центарот ќе биде отворен и за сите жени кои што доаѓаат од околните општини, руралните општини, па и Гостивар. Со Гостивар ќе видиме дали постои веројатност да таму отвориме друг, затоа што според стандардите поставени од Советна Европа, треба да постои ваков центар на секој 50.000 жители. Така да, генерално во секој поголем град во Македонија треба да има минимум еден. Во секој случај за поздравување еден ваков чекор, една ваква иницијатива, значи за отворање нова советувалиште. Очигледно дека секој ден се повеќе и повеќе се соочуваме со еден ваков проблем, на кој институционално и не само институционално, туку со поддршка на на локална самоуправа, невладини организации, граѓани и било што друго, да се најде некој начин и на сите тие, да речеме, жртви на семејно насилство, да им се помогне на некој начин. Поубави новогодишни празници за децата со посебни потреби од дневниот центар. Под ова мото и годинава во Гостивар се организираше донаторска акција со која се собираат пакетчиња и подароци за овие дечиња. Празниците треба да бидат време на среќа, убави моменти и безгрижност, особено за децата кои најмногу им се радуваат. Со таа цел, во Гостивар 9-та година поред се организира донаторска акција за децата со посебни потреби, кои го посетуваат дневниот центар. Иницијативата е на гостиварката Билјана Беловинова, а од годинава се спроведува и поформално преку нејзиното новоформирано здружение.
Сите граѓани и фирми може да се приклучат со своји донации. За жал, ковид пандемијата не дозволува да се организира и предновогодишна забава, како што беше обичај, но пакетчињата и подароците ќе бидат радост за дечињата. И оваа година веќе по 9-ти пат традиционално ја организираме таа иницијатива, да кажам. Нажалост, поради короната се уште не сме во можност да направиме една поголема забава како изминатите години. Минатата и оваа година моравме да го прескокнеме тоа, но секако пакетчињата ќе им бидат доставени на дечињата. Ги повикуваме сите кои што се во можност, кои што сакаат и кои што можат да се приклучат. Нашата цел е сите помалце дека може да направиме разлика и сите може да допринесеме да им им го разубавиме барем малце денот на овие дечиња. Оние кои што имаат желба да донираат може да ги исконтактираат организаторите на телефонскиот број 078 247 111. Оваа иницијатива во Гостивар е пример како хуманоста и емпатијата кај обичниот човек не познава вера, нација, политичка определба и слично. Секоја година акцијата добива поддршка од голем број поединци и компании и се очекува така да биде и овој пат, за децата од дневниот центар да се развеселат со новогодишната магија. Една недела по забраната за користење на пластични ќеси и на плаќање по 15 денари за биоразградливите, направивме анкета со граѓаните на Гостивар да го слушнеме нивниот став околу новата мерка. Новиот закон за управување со пакување и отпад од пакување стапи на сила на 1 месецов. Со него целосно се забрани употребата на пластичните кеси. Кога одат на пазарување, граѓаните имаат две опции – да си носат торба од дома или да платат 15 денари за биоразградливо кесе. Новината има за цел заштита на животната средина. Сепак ова значи голема промена во секојдневниот живот на луѓето и досегашните навики. Што мислат гостиварци за новата мерка? Дали се согласуваат, ке плаќаат ли скапи еколошки кеси? Дознаваме преку анкета што ја направивме денес. Околу кесињата да се наплаќаат биоразградливи да бидат? Ништо. Вие кога купувате како? Че си земеш торба од дома и тоа. Скапо ли е да се дадат 15 денари? Па нормално дека е скапо. Еднош треба да се реши тај проблем. Е многу. Секој го види дека е многу. А уз тоа треба и ние сами да мислимо да не фрљамо. Прво да не фрљамо повише, да мислимо него да и собереме. А вие кога одите на пазарување си носите или купувате кеси? Носимо или не носиме, што било досега, ali треба да мислимо. Од сега треба да мислимо, чим се одлучило тако кој што сме слушали. Многу исправно, затоа што го загадија и градот, и околината, шумите, покрај реките, не се поминува, ветер дува, кесите летаат нагоре надвор. Каква природа сакаме чиста, ако оставиме самите да ја загадуваме. Ова е многу исправно. Ама ќе се навикнат ли граѓаните да ги користат? Ја мислам дека ќе се навикнат. Полека, тоа не може одеднаш да биде. Како што не беше и со кесите одеднаш. Едно време ги носиме торбите со себе. Сега ги носиме додека ги имаме и кесите со себе. Меѓутоа, кога ќе ги нема, ќе си земаме торби и ќе си одиме да пазариме. Само така може да имаме чиста средина. Па треба, ја мислам, треба. Вие кога купувате како? Носите со себе кеси? Па вчера пазаруев, торба си купив. Торбата за повеќе употреба, така. А мислите ли дека ќе биде тешко да се навикнат луѓето? Па морат да се навикнат. На све се навикнуваме, па и на тоа се што да правиме. Дали е добро да се... Па добро е тоа. Тоа е за здравјето на луѓето и да го чистиш, мислам да биде чисто. Дека таа не се труе од... Ќе може ли да се навикнат луѓето да носат кеси? Ќе се навикнат. На се навикле и сега ќе се навикнат. Па не е во ред ова сега, треба да носиме секој овие, мораме да ги носиме поарно.
Затоа што ако не ги носиш, треба да платиш. А сега многу дојде на критично да има човек за живот ништо. Ја од 2000-та без работа сум бил. Сега сум излезе на пензија пред 4-5 месеци. И тоа минимална пензија имам земена. Мислите ли дека ќе се навикнат луѓето да си земаат торби? Па нормално кој што сака да се пази, мора да си носи, иначе така и не се носи на раце. А 15 денари се многу. Многу е тоа, 15 динара. Еве, баш за еден хамбургер сега што платив, мора да биде посебно тоа. 15 динара ако си рече да го земеш, земи го, ако не рече не мора да го земеш. Законот предвидува парите кои што ќе се соберат од продажба на биоразградливите кеси да одат во посебен фонд за екологија. Групацијата на производители и преработувачи на пластични маси при Сојузот на стопански комори реагираше на измените. Потенцираат дека за да го преориентираат производството кон еколошки кеси, треба да вложат по околу 5 милиони евра, а дополнително и не им се достапни материјалите за производство. Тие побараа одложување на законот, со образложение дека драстично ќе им биде намалена побарувачката, што ќе доведе до отпуштање на работници. Новиот совет на општина Брвеница денеска ја одржа втората седница на чиј дневен ред се најдоа 7 точки. Денеска во просториите на општина Брвеница се одржа втората седница на Советот. На дневниот ред во состав на оваа седница се најдоа 7 точки, меѓу кои поважни беа точките за разгледување и усвојување на предлог одлука за формирање на Комисија за општествени дејности, Комисија за финансии, буџет и локален економски развој, Комисија за статут и прописи и Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. Значи, едната точка беше формирање на комисиите кои ќе работат во општината Брвеница и втората точка беше делегирање на представници од општината во основните училишта на нашава општина. Секако дека ние сметавме дека представници од сите политички партии треба да бидат присутни и да работат во добробита на сите граѓани на општина Брвеница. Се согласивме дека представниците кои ќе бидат избирани во тие комисии да бидат професионално обучени и да се занимаваат во делот кои се тие професионално или имат можност да работат за добробита на сите граѓани во нашата општина. Инаку новиот совет на општина Брвеница брои вкупно 15 советници, од кои 5 се од ВМРО ДПМН, по тројца советници имаат ДУИ и Алијанса за албанците, додека пак по 2 советника имаат СДСМ и БЕСА. Во завршна фаза е процесот на формирање Агенција за безбедност на патишта, ново независно тело со професионален кадар, со крајна цел да се намали бројот на жртви во сообраќајот, најави денеска министерот за транспорт и врски Благоја Бочварски. Тој напомена дека предлог законот е веќе подготвен и дека до крајот на месецов ќе треба да биде предложен до владата и во првиот квартал од следната година да биде пред пратениците во собранието за да се изгласа. Целта на формирањето на оваа агенција за подобрување на безбедноста на патиштата е создавање на модели за координација на активностите за подобрување на безбедноста преку безбедна инфраструктура, квалитетни обуки на возачите, проценки кои се безбедни возила, кои можат да се вклучат во сообраќајот. Понатаму обуки на службите за реакции по сообраќајни несреќи и сет други мерки кои значително ќе ја зголемат безбедноста по патиштата. Агенцијата е структурирана како орган на управување со посебни функции на извршно тело, а не советодавно тело, кој што ќе има преку 10 директни надлежности како независен субјект со професионален кадар, целосно посветен на безбедноста на патиштата. Процесот на формирање на ова тело е во завршна фаза. Законот кој го предлагаме е исто така во завршна фаза и е конечно подготвен. Очекувам до крајот на годината да го предложиме до влада, а во првиот квартал 22 година исто така да помине во собрание каде што ќе има дебата и очекувам да биде донесен. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово.
Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера вечер околу 22 часот и 40 минути, под сомнение за измама, лишиле од слобода 37-годишникот Кочани, кој лажно представувајќи се како свештено лице, измамил 29-годишна жителка на Гостиварско село и нејзината мајка од кој се здобил со материјална корист. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеско околу 2 часот полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 30-годишен гостиварец, кој вечерта околу 23 часот во стан на улица Илинденска во Гостивар физички ја нападнал неговата 27-годишна сопруга. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер околу 21 часот и 35 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 50-годишникот Гостивар, кој дента околу 10 часот физички ја нападнал неговата 47-годишна сопруга. Во нападот, според пријавеното, тој користел тврди, а и се заканил и со остри предмети. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот и ќе се соочи со законски предвидениот поднесок. Вчера околу 6 часот и 40 минути во атарот на тетовското село Мирово, во местноста Балван, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 34-годишникот Скопско Паничари, кој без потребните документи сечал и со возило Volkswagen Golf со скопски регистарски ознаки, превезувал огревни дрва. Возилото, дрвата и моторната пила се одземени и предадени и се на шумската полиција. Извршен е увид и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто против него ќе следува соодветен поднесок. 38 годишен тетовец вчера во 15 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавил дека на 3 декември го паркирал неговото патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки на улица Бане Стефановски во Тетово, но подоцна не го пронашал таму. Се преземаат мерки за пронаоѓање на одземеното возило. Претходниот месец во Тетовскиот регион биле откриени и санкционирани вкупно 836 возачи кои ја пречекориле максимално дозволената брзина, најмногу на автопатот Гостивар Тетово Скопје. Минатиот месец на поширокото тетовско подрачје биле откриени и законски санкционирани вкупно 836 возачи кои ја пречекориле максимално дозволената, односно пропишана брзина, најмногу на автопатот Гостивар Тетово Скопје. На сите возачи прекршители изготвени им се поднесоци и ќе се соочат со парични глоби кои за овој вид сообраќаен прекршок се движат од 45 до 400 евра во динарска противредност, зависно од големината на пречекорувањето. Покрај тоа, екстремно брзите ги очекува и мерка времено одземање на нивните возачки дозволи од 3 месеци до 1 година. Во овој период, исто така, поради неприлагодена брзина, според условите на патот, регистрирани се 23 сообраќајни несреќи, претежно со посериозни последици, како и 16 излетувања од коловоз. Оттаму, секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до возачите да не возат пребрзо, зашто и условите за движење на возилата деновиве се значително тежнати, пред се поради влажните коловози, а и поради најавите дека престојат и снежни денови, посебно ако се движат кон Маврово, Стража и Попова Шапка.
Тука е крајот на вестите, следува спортскиот преглед со колегата Павле Симовски. Пријатно!